класифициран, не се чува од 4 џира како претходните на владата на Социјалдемократскиот сојуз и други, се е транспарентно, затоа што и придобивките се јавни и достапни за граѓаните. Повикувам на зрелост и конструктивност од опозицијата, предводена од СДСМ и ДОИ. Ова не е договор на ВМРО-ДПМН, туку на Македонија за сите граѓани. Неговото отфрлење е одење против народот и интересите на Македонија. Затоа очекувам прифаќање на подадената рака за заедништво и поврзување на Македонија. Ова не е време за поделби, на криминал и рушење на позиции. Сега е време за градење, придонесување за еднината на сите. Сега е време за Македонија. Дека овој собраниски состав, особено колегите од парламентарното мнозинство, имавме одговорна задача да се направи ред и почитување на процедурите по едно континуирано повеќегодишно нивно прекршување, газење и урнисување на институциите. Таквиот пристап и таквите методи на поранешната оскана власт СДСМ-ДУИ со поддршка на секогаш дезинтегрирачките и безидејни левица придонесе за повеќекратно рушење на угледот на оваа институција. На дневен ред е избор на гувернер на Народна банка на Република Македонија. Она што деновиве провејуваше низ јавноста, а кое што можев да го видам од сите страни, е дека никој не ја оспори квалификацијата и професионалниот интегритет на господинот Трајко Славевски. Јас сум убеден дека времето ќе ги демонтира СДСМ, затоа што господинот Трајко Славевски се има покажано и докажано во општествениот живот дека е човек кој што знае да се грижи за државните интереси и дека монетарната политика во државата во наредните години ќе биде во сигурни раце. Очекувам да продискутираме во точката за законот за локална самоуправа, затоа што ова е законско решение кое што ги тангира сите, и власта и опозицијата, и е закон кој што не е поделен по етнички и верски прилики. Министерството за здравство, Министерството за локална самоуправа, се извинувам, и министерот направија низа на консултации со сите засегнати страни по ова законско решение, се излезе пред јавноста со одредено законско решение. Ние ќе дискутираме во моментот кога ќе сватат дека на Република Македонија е потребен нов закон за локална самоуправа, преку кој што ќе можат да се користат огромни средства од донаторите кои што ги добиваме и за равномерен регионален развој. Очекувам дека ќе добиеме поддршка за да се изгласа и ова законско решение.